Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ова видео сакам да го посветам на сите мали чекори кои што ги правиме во животот, да им го дадеме нивното значење. Некако имам чувство дека не ги вреднуваме доволно, па ете решив да зборувам токму за тоа. За малите чекори кои ги правиме во состојба кога можеби не сме способни за нешто повеќе, за поголеми чекори. Кога така избираме, многу често слушам дека тие мали чекори се неважни, понекогаш дури се причина за да се критикуваме, осудуваме, за да се чувствуваме слаби, немојки, неспособни, само затоа што сме се замислиле дека нешто треба да исчекориме поинаку, да правиме поголеми, покрупни чекори, да стигнеме некаде побрзо. Не го вреднуваме она што веќе го правиме, што секако има значење. Иако целта ми е да мотивирам, да инспирирам, да натерам на размислување на она позитивната страна од животот, постојат и оние помалку пријатните, помалку убавите работи, настани во животот, кои што најчесто и се провокација, инспирација за да пречекориме понатаму. Се разбира, после одреден период не доведуваат и во состојба да не знаеме што да правиме, да не знаеме кон каде да тргнеме, да побараме и помош и поддршка. Токму во таквите ситуации најчесто имаме големи очекувања од себе си, бидејќи сме застанале, бидејќи сме правиле паузе, бидејќи сме одмарале, бидејќи сме паднале. Независно за што и да се работи, сега кога веќе сме донеле одлука да станеме и да продолжиме, тоа треба да биде брзо, интензивно, да надокнадиме се што сме пропуштиле, да направиме една листа, да поставиме еден куп цели и сето тоа да го завршиме во најкраток можен рок. Многу мина од нас го поминале тоа, многу мина од нас го правиле тоа, зборувам и од лично искуство и од искуство на луѓето со кои приватно и професионално соработувам. Овде само накратко ќе се задржам на тие состојби кои ни се непријатни, кои ни се тешки, кои не ни се едноставни да ги поминеме, да ги живееме. Мислам дека е многу битно да потсетам дека тоа треба да се прифати, како што кажав, бидејќи на сите ни се случува. Само ние знаеме колкава е тежината, големината, важноста и колкава сила имаме или немаме да се носиме со тоа во одреден период. Исто така ние сме тие кои што можеме да дефинираме, да си дефинираме себе си, што е тоа што ни е тешко, што не мачи, што не притиска, што не прави тажни, и ние сме тие кои што треба да одлучиме на кој начин, со чија помош, по кој пат ќе одиме за да си помогнеме себе си, за да продолжиме понатаму. Се разбира, овде зборувам за состојби кои што не се екстремно тешки, за состојби во кои се уште сме способни ние сами да одлучуваме, и за состојби и ситуации во кои што ние така избираме. Може да ни помогне тоа да се потсетиме, особено ако имаме повеќе години, ако сме повозрасни, повеќе такви ситуации кои ни се случиле во животот, сме биле во слична состојба, сме чувствувале дека не знаеме што, како понатаму, се соочуваме со некои чувства кои што се многу слични. Ни треба време да се соочиме со тоа што ни се случува. Потоа ни треба време да се соочиме со чувствата кои ги предизвикува тоа што се случува, независно дали е тоа тага, страв, болка или измешано сето тоа заедно, потоа разни видови гнев кои што ќе ги чувствуваме како резултат на тоа што можеби сме биле немојкни да направиме или да премениме нешто во таа дадена ситуација, поради тоа што не знаеме повеќе поинаку, или не можеме да помогнеме, или не можеме си помогнеме себе си, и сето тоа е во ред и апсолутно човечки. Меѓутоа, периодот во кој ќе останеме, во тоа го одредуваме ние, да се одмориме, да се соочиме со некои прашања, со себе си, со она што се случува од надвор, да одлучиме како ќе си помогнеме на себе си, да побараме помош или не. И тоа ни дава надеж, затоа што ни звучи познато, затоа што претходно сме поминале низ некои такви слични ситуации, слични емоции, и можеби ќе се потсетиме на некои искуства кои што ни донеле некои сознанија, или ќе се потсетиме на некои начини кои што претходно ни помогнале, што не значи дека сега ќе ни помогнат,
to može da ni koristat kako motivacija, inspiracija ili način da dojdeme do toga što ova situacija kenio возможи да ни биде полезна. И откако сето тоа ќе го поминеме, нели, доаѓа време, момент кога што веќе одлучуваме да зачекориме понатаму и тогаш ги правиме најчесто првите чекори и тие први чекори се многу битни, тие први чекори се многу значајни и тие први чекори се оние со кои ние започнуваме фактички да се движиме напред, да разгазуваме нови патишта и многу често може да се разочараме затоа што тие чекори не се онолку големи, онолку силни како што сме ги замислували да бидат, но тоа се разбира дека не треба да не обесхрабри. Секој чекор се важи, особено кај некој кој што застанал, кој што одмарал, кој што направил пауза, кој што може би се оддалечил од светот или од навиките што ги имал или од начинот на живот кој што ги водел. Секој чекор е битен, секој чекор се брои. Се разбира дека ова не се однесува само на ситуации во кои ни е тешко, туку и во ситуации во кога свесно одлучуваме да направиме некаква промена, во кои сакаме нешто да подобриме, да пробаме, да тргнеме по некој нов пат и во нашите планови, цели, во нашите визуализации ние понекогаш знаеме да се заиграме и некако да се притиснеме себе си, да имаме очекување дека тоа многу брзо ќе се случи, па си даваме некакви рокови кои што се разбира. Можеме понекогаш да ги исполниме, понекогаш нема да биде така и се е тоа во ред, се е тоа искуство. Во тие такви ситуации исто така треба да ги почитуваме и вреднуваме малите чекори, особено кога нешто ни е ново, кога нешто ни е непознато, кога сме на некое несигурно тло, кога полека опипуваме, кога го учиме патот по кој што сме тргнале. Треба да се поддржуваме и бодриме себе си, да ги вреднуваме тие наши мали чекори, дури кога може би мислиме дека ништо големо нема да сменат, не се многу важни, дури кога понекогаш добиваме такви коментари од околината и од блиските. Сето тоа е во ред, нивно е да си кажат, да си коментираат. Тоа е начинот на кој што тие не мотивираат, не потурнуваат, тоа е начинот како што навикнале може би да не гледаат, да бидеме побрзи, посилни, посигурни. Меѓутоа, во ред е и да не е така. Во ред е и да се движиме со мали чекори, затоа што секој чекор остава трага, секој чекор се брои, секој чекор се вреднува и секој мал чекор води кон нашата цел. И тоа е многу битно. Многу е битно ние да си ги вреднуваме тие наши мали чекори. Дури кога се чувствуваме слаби, несигурни во тоа што го правиме, како што реков, бидејќи не ни е познато, немам искуство, се уште треба да стекнеме некои нови знања, може би и ке погрешиме, што е апсолутно во ред, бидејќи и преку грешките се учи, да продолжиме понатаму, да се обидуваме, да се поддржуваме себе си, да се храбриме, да се мотивираме, да си кажеме на себе си браво, затоа што на тој начин ќе се бодриме тие чекори да станат покрупни или тие чекори да станат побрзи. А ако се критикуваме и осудуваме, ако се обесхрабриме, или ќе се откажеме од идејата, од патот по кој што сме тргнале, или пак ќе западнеме во некоја состојба во која што нели ќе се критикуваме, осудуваме и така натаму, иако да не заборавиме, сме чекореле, сме правеле нешто, сме почнале некаква промена или реализација на некаква идеја или да си оствариме некаква желба. И што и да ни се случува низ животот, многу е битно да можеме да учиме, да се поддржуваме самите себе, сами себе да си ги вреднуваме таквите обиди, тие мали чекори, сите своји искуства, ако ние не го правиме тоа за себе, како очекуваме другите да го прават за нас? Или ако сме во улога на возрастни, на родители, ако ние не им го покажеме тоа на нашите деца, како ќе очекуваме утре да си ги вреднуваат и тие сите своји мали чекори, мали обиди, мали успеси, што се разбира дека имат големо значење во таа една голема слика или во реализацијата на големата идеја или на патот кој што сакаме да го изодиме. И ако се обесхрабриме,
ki ni bude mnogo poteško da verujame, дека ќе биде подобро, дека можеме, дека ќе продолжиме, дека ќе најдеме начин или да излеземе од ситуацијата која што не ни е пријатна, не е пожелна, или пак да одиме понатаму кон она нешто што е нешто ново, некоја наша цел, некоја наша идеја. И сето ова го зборувам од лично искуство, затоа што јас многу пати кога сум била во некои состојби кои не ми се допаѓале и кога после извесен период ќе сум донесела како така некоја одлука да продолжам понатаму или ќе сум направила некои планови, некои цели, сум имала очекување од себе си дека тоа сега ќе биде многу брзо, ќе биде вака, ќе биде така, ова се чекорите, јас ги знам. И нормално, животот многу често не демантира, се случуваат многу работи кои што се непредвидени, ние трпиме влијание од се што се случува надвор и многу често сме принудени да подзастанеме, да го забавиме темпото, да свртиме лево или десно, да побараме друг начин, но тоа не значи дека ние сме слаби, неуспешни, неискусни и кога е така е во ред, дури да се чувствуваме така е во ред. Ако сме слаби, слаби сме, ако немаме искуство за нешто, немаме, затоа нели сме подготвени да учиме, да го собереме тоа искуство и после некој известно време, нели, ќе работите, ќе се сменат на подобро, ќе бидат поинаку, ние ќе стекнеме повеќе знања, повеќе искуства и чекорите ќе станат посигурни, покрупни, темпото ќе се убрза, а дури да не е така, веќе ќе имаме стекнато искуство и сознание дека е во ред понекогаш да се чекори со мали чекори, во ред е понекогаш да се застане, во ред е понекогаш и да се падне, меѓутоа да не губиме верба во нас, суштинското што е во нас, кое што ќе ни помогне, односно сами себе си ќе се мотивираме, ќе најдеме сила, ќе си помогнеме, ќе се поддржиме, да станеме, затоа што е човечки и да се застане, и да се падне, и да се чекори со мали чекори. Секој најмал чекор остава трага, секој најмал чекор е битен, секој најмал чекор се брои, секој најмал чекор вреди и да не дозволиме да се разубедиме во тоа и да не дозволиме да не разубедат во тоа оние кои што можеби мислат, чувствуваат поинаку или имаат поинакви искуства во тој даден период од животот, па ете, не може доволно да не разберат, заборавиле како некогаш и тие правеле мали и ситни чекори, но тоа се разбира е нивно. Наше да си го одиме патот кој што сме го избрале со онај ритам и темпо кој што одговара на нашата личност, на нашата целина, на нашето битие и да учиме најмногу од сопствените грешки, но и од сопствените постигнувања, од сопствените неуспеси и од сопствените успеси, затоа што тоа е наша работа и затоа што тоа е нешто за што секогаш може да се држиме, а ние сме тие кои секогаш можеме да се поддржиме. Ви благодарам на вниманието, ви благодарам што ги гледате моите видеа, благодарам што го следите овој канал, ако не сте се приклучиле, стиснете на звончето или на копчето subscribe и со некоја нова тема се гледаме наскоро во некој ново видео, а до тогаш ви посакувам се најубаво.